Додека се одбројуваја последните часови од референдумското изјаснување, во ВМРО ДПМН беше мирно и без голема раздвиженост. Меѓу ретките што влегува во партиската централа беше екс-министерот за транспорт и врски Милијана Киески. Првата гужва ја направија новинарите, кои пред затворањето на гласачките места дојдоа да ги пренесат првите реакции од опозицијската партија. Пристигна и поранешниот еднодневен министер за внатрешни работи, не многу расположен за разговор. Народот одлучил тоа што го смета, а најмногу одлучил во однос на политиките на СДС. Благодарам. Референдумот формално заврши, а атмосферата во штабот на ВМРО ДПМН се загреа дури пред обраќањето на лидерот Христијан Мицкоски. Ставот на мојата партија беше јасен. Ние бойкотираме и така останавме до крајот, односно правевме ајвар. Колку имаше цензус од над 900.000 гласови, ќе се согласите дека над 600.000 е голема бројка, кој што можеби предпоставам големиот дел гласале за? Не. Искрен да бидам, јас очекував со полнење кутии со сите салтанати што е подготвена власта да ги прави, дека максимум до 650.000 ќе може да извлечат. Излегувањето на Мицкоски го чекаше и пратеникот од Социјалистичката партија Љупчо Димовски, еден од обвинетите за 27 април. Што мислите за исходот од референдумот? Не, вебува. Поддржувачите и коалицијските партнери чекаа простум, а кога влезе Мицкоски, поддршката продолжи во текот на обраќањето. Ова е Македонија. Говорот на Мицкоски остави многу дилеми, меѓу другото и за пораката од власта за брзи избори. Неговиот сопартиец Тони Михајловски вели дека тоа не зависи од ВМРО ДПМН. Предвремени парламентарни избори носи само мнозинството во собрание и никој друг одлучува дали ќе има, значи опозицијата воопшто не се прашува дали ќе има предвремени избори, тоа го одлучува мнозинството во парламентот, нели? Односно мислам мнозинството во парламентот, така да тоа останува повторно на институциите. ВМРО како политичка партија може да инсистира, бидејќи сме опозиција и треба да инсистира на предвремени избори, тоа е во наш интерес и проверка на владата на крајот на краиштата. Зошто Мицкоски не инсистираше? Видете, затоа што со играчи со кои што не држи зборот не може да инсистирате на ништо и не може да очекувате дека ќе се одстојат на зборот. Вака ќе видиме што ќе направи мнозинството, што ќе направат институциите кои се задолжени да го регулираат тоа и на нив ќе оставиме. Ги прашавме младите поддржувачи на ВМРО ДПМН каде ја гледаат својата иднина. Постигнатиот договор е катастрофален. Значи, бришење на македонскиот идентитет, традиција, јазик, култура и Јазикот и идентитетот сепак не се... Па и тие се засегнати. Ако живееме во Република Северна Македонија, ние последично сме северномакедонци и говориме северномакедонски јазик. Тоа го кажа и самите политичари во Грција. Каде ја гледате вашата иднина? Во Република Македонија дефинитивно, еден ден можеби како членка на НАТО и на Европска унија, но не по секоја цена. По пресконференцијата атмосферата спласна. Почна да се гасат светлата во штабот.